Љуботен, еден од врвовите кои што ја красат Шарпланина. Со своите 2498 метри, може би не е највисокиот врв на Шара, но поради својот облик на пирамида и поради неговата забележливост од сите страни, Љуботен е највпечатливата шарпланинска точка. Незалудно за него се искористени многу епитети. Моќен, грамаден, величествен, импресивен. Од исток и југ, тој е богат со шума, а над самиот шумски појас, од двете негови страни, се простираат големи пасишта. На југозападната страна, веднаш под врвот, се наоѓа најголемиот каменат варовнички сипар во Македонија, наречен Козија карпа. Врвот Љуботен, покрај својата убавина, важи и за еден од најскачуваните врвови во Македонија. До него се стигнува преку планинарска патека која што започнува од Старосело. Станува збор за патека со средна тежина, која што откако ќе се помине после 4,5 часа пешачење. Посебно кај делот под врвот, се отвора прекрасен поглед кон западниот дел на Шарпланина, со Ливадичко езеро, Полошката котлина, Скопје и делот на Косово од Урошевац до Штрпце. Во подножието на врвот Љуботен се наоѓа истоимениот планинарски дом. До домот се стигнува од Тетово до Старосело по асфалтен пат, а од Старосело до домот по земјен шумски пат. Планинарскиот дом Љуботен е најстариот планинарски дом во Македонија, изграден во далечната 1931 година. Се наоѓа на 1630 метри надморска височина, сместен е над Букова шума и од него се нуди прекрасен поглед кон Љуботен, Полошката котлина, Козија стена, Ливадица и Пирибек. Планинарскиот дом Љуботен несомнено е еден од најдобрите планинарски домови во нашата држава за убави зимски и летни авантури. Домот е изграден 1931 година. Зошто баш ова место? Заради карактеристиката на врвот и на областа Љуботен. Самиот врв Љуботен некаде на крајот на 19. век е прогласен како највисок врв на Балканот со височина од 3050 метри, што дошло до многу, во тоа време дошло до многу некоја ги привлекло луѓево да почнат да доаѓаат. Првите луѓе кои што доаѓаат тука се научници, биолози, географи, геолози кои што почнуваат да испитуваат природата која што е тука, а со тоа после тоа веднаш некаде на почетокот на 20. век почнуваат и туристичките искачувања. И затоа ова место е одбрано прво да биде затоа што посетителите немале кај далеку било, немало како се развиени патишта и не знам што, далеку било Тетово, далеку било Скопје и морали да има некој објект каде што ќе тргнат нагоре. Некаде на 20-30 метри над објектов тука, прво имало едни земуници, тие биле полициски земуници, каде што првите гости кои што доаѓале тука биле сместувани таму. И од тоа произлегла потребата да се изгради овој планинарски дом и 31 година е изграден планинарски дом, а веќе во 32 почнува да функционира. Иако свечено е отворен, односно свечено е осветен во 33 година. Домот низ годините станал неминовно место за многу планинари од земјава и од странство. Архивата со слики која што ја има домот сведочи за сите интересни моменти на посетителите. Немаме официјално кој бил, но сепак биле најверојатно планинари од Македонија, од Тетово и од Скопје, тогашните планинарски друштва кои што постоеле и то веднаш после тоа почнуваат интерес, огромен интерес на туристи да доаѓаат од страна на ајде да кажем тие поранашни Југославија, односно тогаш Краљевина Југославија, а веќе после Втора светска војна домот е многу посетуван, посебно од овие земји на поранешна Југославија, а секако се разбира и од останатите балкански и европски земји. Имаме огромна архива која што се однесува на клубот и на домот, каде што има многу голем број на посетители кои што доаѓале тука, разни случувања биле тие кои што се случувале тука, разни намени, намерата е планинарска, но сепак тука доаѓале семејства кои што се одмарале, луѓе кои што се рекреирале. Во историјата на домот имаме еден период кој што е домот кога од планинарското друштво Љуботен преминува на фабриката Југохром.
Тоа е периодот некаде од 60-та година се до средина на 90-тите. Тоа е период каде што овој дом, иако е планинарски, се користи како одморалиште на луѓето кои што работеле во Југохром. И тогаш бил пансион кој што доаѓале луѓе кои што нели со фамилии, кои што се релаксирале. Тогаш се изградени тие првпат се изградени бунгаловите кои што биле на ова место. Тоа е она како тече историјата. Некаде 90-тите, средина 90-тите до 2015 година, тие 20 години домот функционира нели како дел од Иген Вратница и Планинарскиот сојуз на Македонија, и веќе од 2015 кога Планинарското друштво повторно го зема да го работи, се реновира, се комплетно се реновира. Не сме во завршна фаза, но сепак делот домот е реновиран и веќе е во функција. На 19 јуни бе одбележани 90 години од постоењето на Планинарскиот дом Љуботен. Одбележувањето започна со планинарска тура од Старосело, па се до домот. На неа учествуваа членовите на планинарските клубови Љуботен и Тетекс, како и мноштво рекреативци. Тие по 2,5 часа пешачење пристигнаа во домот, каде што имаа можност да одморат и да се освежат со планински чај. Воедно тоа беше прилика и да го разгледаат обновениот дел од домот, чија што реконструкција започнала во 2016 година. Со обновата, објектот доби нова фасада, уредување на поткровието со легла за преноќување, како и 5 нови бунгалови. На денот на одбележување 9 децении од постоењето на овој планинарски дом беше поставена и изложба на фотографии преку кои посетителите можеа да ги видат историските случувања поврзани со домот во изминатите 90 години. Пред нас се многу топли денови, а вистинско бегство од горештините може да ви понуди планинарскиот дом Љуботен, а природата која што го обкружува не е примамлива само за домашните туристи, туку и за странските кои се импресионирани од овдешната природа. Можам да кажам дека некогаш се и повеќе од изненадени, затоа што прво кога ќе кажеме дека имаме објект кој што е изграден во 1931 година, тоа е фасцинантно за нив, затоа што сепак имаме историја на планинарење во Македонија, односно имаме историја на планинарски друштва кои што функционираат се уште, нели тоа трае. Објектот опстоил 90 години и тоа е за нив фасцинантно, многу значајно, многу вредно е од една страна, а од друга страна одушевени се од тоа што кажав, природата и се она што не околу тука, а посебно затоа што е, ајде да кажем, Љуботен е некоја стартна точка за се она што се случува понатаму на Шарпланина. Значи трансверзалата, се она што нели кога би се движеле во тој правец на Шарпланина кон југ, почнува од Љуботен. Најубаво е тука, ајде да кажам, природата е убава, нели? Знаеме дека имаме природа убава, знаеме дека имаме различен биоверзитет, не сум стручен да го кажам тоа, но имаме голем број на туристи доаѓаат. Врвот е доминантен, интересен е еден од единствените врвови кој што се издвојува од Шарпланина, кој што има некоја карактеристика на алпски врв, и сите овие работи се важни за да дојде човек, но исто така и интересно и би го издвоил дружењето кое што се случува на Љуботен, затоа што е планинарски дом, голем број на луѓе доаѓаат од различни нивоа на луѓе и карактери, и тука се случуваат сите се на едно ниво, сите се дружат, сите се забавуваат затоа што дојдени се за една иста цел. Во кој период од годината е најидеално да се посети ова место? Во Македонија имаме среќа што во секој период на годината на планина можеме да одиме. Со тоа што треба да бидеме подготвени за условите. Така да и тука исто, нормално дека летниот период е многу порелаксирано да се дојде, пролет, лето и есенскиот период, посебно кога буката ќе смени бојата од зелена во шарена, во она есенска боја, тогаш е доста атрактивно, а во зима си има своја драж која што и не само ако си тука, туку и ако се движиш кон врвот, тоа е идеално. Следните причини ќе ве натераат Љуботен да биде ваша следна дестинација. Ќе станеш наутро са бајле и кога ќе видиш ова, значи не може тоа кога ќе испиеш првото кафе или чај од са бајле, кога ќе видиш изгре сонцето на исток, нешто што навистина вреди, нешто што навистина е значајно за секој човек да го доживее и да се релаксира во овој простор и да заборави на се она, сите имаме активности од понеделник до петок, функционираме, работиме,
Можеби ќе се качиме до тука, ќе се замориме физички, но сепак психички ќе се одмориме и кога ќе дојде периодот, нели, во понеделник да се вратиме на своите работни места, да, имаме енергија за се понатаму. Природата, мирисот на мајчина душичка, чистиот воздух и преубавите изгреи сонца не тераат да му се восхитуваме на љуботен во секое годишно време. Било да е лето, пролет, есен или зима, неизбежна е неговата убавина преточена во магија.